Allah Đelle Đelalu го опишува на Мухамед алейхиссалам многу сликовито и вели: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. И ви дојде пејгамбер од вас. И тој е многу грижлив за вас, да не паднете во тешкоти и маки. Тој сака да ви го олесни патот до Аллах Джелле Джелалуху. Бил муъминина рауф рахим, и тој спрема верниците многу милостив и жалостив. Кој? Мухамед алейхиссалату вассалам. И како е жалостив спрема наш Мухамед салаллаху таала алейхи вассалам? Прво, Мухамед алейхиссалату вассалам се трудел еден човек што е на земјава да го спаси, да не оди во џехеннем. Еден човек што е на земјава да не оди во џехеннем. Се трудел секој еден да го спаси. Дури и еврејско дете, во хадис Бухари, еврејско дете кое му служеше на пејгамбер алейхиссалам, беше на смртна постела. Еврејче му служило на пејгамбер алейхиссалам и падна на смртна постела. И Мухамед алейхиссалам научи дека тоа дете е болно и на смртна постела. И Мухамед алейхиссалам отиде да го посети. Кога го виде на смртна постела Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, му рече: "Кул ла илаха иллаллах." Му рече: "Речи ла илаха иллаллах." И што ќе испушта душа. И Мухамед алейхиссалам во последен момент го учи да рече ла илаха иллаллах, да изговори шахадет. Зошто? Само да се спаси. И детето кај неговата глава беше татко му. И детето го погледна на татко му, дали да рече или да не рече. Али човекот, еврејинот, знаеше дека Мухамед алейхиссалам ја зборува вистина. И таткото му рече: "Ати Абул Касим, ати Абул Касим." Послушај го Абул Касим. Пошто Мухамед алейхиссалам имал надимак се Абул Касим. Што е Абул Касим? Татко на Касим. Послушај го. И детето изговори ла илаха иллаллах и испушти душа. Кога излезе Мухамед алейхиссалату вассалам надвор, рече: "Алхамдулиллах аллади анкадаху минан нар." Рече: "Фала на Аллах кој го спаси од џехеннемски оган." Фала на Аллах кој го спаси од џехеннемски оган. Зошто? Во последен момент изговори шахадет и се спаси од џехеннемски оган.